Сакам да ме информирам денеска дека пред неколку месеци започна имплементација на 6-месечен проект на Сдружениот суди на Република Македонија и Америчката амбасада во настока на зајакнување на независноста и независност и напредување на правосудството воопшто во Република Македонија. Ова денеска работилница е трета работилница и посветено е на медиумите и транспарентноста во правосудството. Значи, овој проект има 3 столба. Првиот столб е реформи на правосудниот систем, вториот столб е казна политика на Република Македонија и третиот столб е пробацијата. Значи, на првите две работилници, каде што учествуваат суди, адвокати и обвинители, се донесува неколку заклучици во однос на казнената политика на Република Македонија. На грото суди се намислени дека законот за одмерување на висината на казна треба да биде укинат, бидејќи не ја постигна својата цел. Иначе првичните размислувања не беа во насока да се направи закон или правилник, туку беа да се направи едно помагло или guidelines кој ќе помага на судиите во определена казнената политика. Со тоа што денеска ќе имате прилика да чуете дека не само судиите и туку и професорската ЕФЛ дека е против овој закон, бидејќи не ги постигна целите за кои е донесен. Дали ова, се извинувам, малата казна за палењето на доказите за прислушување алармот што се вклучува? Не, значи ова е одамна, ова може да биде само едно финале кое допринесува стварно да се докаже дека стварно не се постигнува целта, дека целта беше да се уедначи казнената политика, меѓутоа вие сте свесни и јавноста дека со тоа не се постигна таа целта. Алармот е многу порано и од страна на професорската и на стручната, значи фела. А во однос на транспарентноста, вие како врховен судија, колку пати имате изјави дадено пред медиуми или зборувано за некој ваш предмет? Значи мора со жалење да констатирам дека перцепцијата на јавноста дека судиите и судството воопшто се многу затворени. Сметам дека денешната конференција ќе допринесе да се таа транспарентност се надмине и да се докаже или да се покаже во кој пат треба да освијат судиите. Значи ние како суди или како Сдруженијето на суди со јавноста комуницираме по пат на наши, да речем, соопштенија, во присуство на дебати, меѓутоа мора да свати дека судите се малку ограничени, дека тие кога дискутира само за својот пред и не може да идат надвор од тоа. Меѓутоа има некои правила кои мора да се почитуваат при тие информации за предметите. Свесен сум дека судијата и судиите воопшто тие мора да бидат првите кои ќе информираат јавноста за определен предмет за кој јавноста има интерес, бидејќи мора да потенцирам дека улогата на медиумите е од големо значење, бидејќи, како што знаете, многу граѓани немаат време и желба да бидат присутни на судските претреси, меѓутоа таа улога ја врши медиумите кои преку правовремено известување ја запозна јавноста за определен случај за кој има интерес. Меѓутоа ние треба да водиме сметка да не се претвори известувањето во некој циркус, како што е, ако се сеќавате, како што беше случајот Симпсон во Америка, каде што од еден обичен спор за убиство се претвори во циркуски значи вие исплашени од тој? Не, ние не се исплашени. Значи ние сме одговорни. Значи ние сметаме дека нашиот збор го кажуваме пред судот. Значи ако ние кажеме во јавноста, имаме ограничување до кој степен можеме да информираме јавноста за определен спор. Значи знам дека вие како медиуми сте заинтересирани да повеќе работи, меѓутоа таа работа на потпаролот на судот, на председател на суд, кој треба еднаш годишно, еднаш месечно или на повеќе начин да ги информира медиумите за значени предмети во судството. Значи не е судијата кој работи да го информира медиумот за таа работа. Меѓутоа, околу АКМИ системот, тој актуелно периодов, треба и во Врховен да дојде комисијата. Многумина суди и председатели на судови се произнесува околу тоа. Вие имате ли сознанија за разместување, односно местење на предмети во вашиот или пак можеби во другите судови? Да ви кажам, јас немам информации, меѓу читајќи го извештајот на судијата Прибе, дека имало
такви работи во сите судови. И многу е децен судијата. Пример, за тие лица кои учествувале во такви работи, треба да се сносат крична одговорност. Колку е казната затвор? Тоа прво како се дефинира тоа дело злоупотреба на службената положба, така? И колку е казната? Зависи, знаете што зависи кој член, кој став ќе биде тоа. Значи имате од 3 до 5 години, меѓутоа зависи дали ме разбирате за какво кривично дело и под кој став ќе биде. Дали ќе биде квалификаторен елемент или не квалификатор. Веројатно за председател на судот треба да е квалификаторен елемент, бидејќи тоа е службено лице, власно лице кој треба да води сметка да не доаѓа до злоупотреба на гласот, а не да прави злоупотреба. Меѓутоа тоа е се на ниво на сомневање, додека не заврши комисијата од прасудството во однос на тој системот за писикот, тогаш ќе биде запознаена јавноста и ние дали имало и немало злоупотреби и ако имало злоупотреби кој ги направи тие злоупотреби. Зошто толку долго Врховниот суд не одлучува за ПСС-та на специјалното јавно обвинителство? Вие се заглавени повеќе од 2,5 месеца ако не се лажам. Знаете што таа е процедура стандардна, бидејќи се мора да признаеме дека институцијата специјално јавно обвинителство, нова институција во Република Македонија има проблеми, значи во доставата документацијата, значи додека ги обезбеди документите основен суд од Советот на обвинители, значи скоро време дојде кај нас и јас се надевам дека у најскоро време ќе има одлука и за тие без на специјалното јавно обвинителство.